Завршија репрезентација. Македонија прво разочара, па тепаше со играч помалку, први сме у група. Сега е време за европски лиги. Немаме нешто посебно викендов и затоа ќе се задржам само на два надпревари, ама два дерби надпревари. И ќе се задржиме нешто повеќе на фантази премиер лига. Имавме 2 недели време да размислиме за како да се доближиме до првите 5 позиции во лигата, 5 позиции кои што носат награди. Имаме 556 надпреварувачи на спортски. Со тоа, ова станува една од најголемите лиги на фантази во Македонија. Добро, фантази премиер лига, значи ајде да видиме што се дешава до сега. Еве ги лигите, идеме на sportski.mk, нашата лига. И тимот на Јоцо Тиче се наоѓа на 252-то место. Катастрофа. Значи полошо од ова не можеш. И уште еден доказ дека оној експеримент со Салак и Халанд да ги немам во мојот тим е усвари погрешен. Така да, дечки, имајте ги барем еден од овие двајца, Салах или Халанд. Првиот иначе во лигата што е Паоло, минатото коло има 98 бода, браво. Ама ги има двајцата и Салах и Халанд. Салах му донал 34 бода затоа што му бил капитен, Халанд 17 бода. Браво. Респект. Што ќе правам јас за следното коло? Идем у трансфери. Значи, сакам да го имам барем еден од овие двајца. Двајцата не можам, зашто треба да направам претубација на целиот тим, така да ќе видиме, ќе го дадеме Боуен ова кола, или не Боуен, Сон. Сон иде аут, затоа што игра против Арсенал, тежок распоред, и ќе го дадеме Хаверц или Исак, идеме аут Хаверц. Го земеме Салах и напаѓач ми остануваат 6,8. За 6,8 што напаѓачи има, Бог знае. Виса има тежок распоред. Вуд и тој игра малце тешко. Варди, Дуран, Зикре ми фалат 2 бода за Зикри, иначе би го земал. Мунис, Фулам. Добро одигра, изминативе надпревари, не зема многу бодови до сега, ама сите очекувања се дека прашање на време кога ќе почне да дава голови, односно да биде првиот, да речеме, напаѓач во Фулам. Да, овие 20 чак ми остана 0,7 буџет. Make transfers. Значи, првата екипа која ми е? Флеке на гол, Педро Пора, Салиба, Гвардиол. Средина, Бовен, Сака, Езе, Мбуемо, Салах и напад Исак, не. Мунис ти иде аут, на негово место ти иде Жоао Педро. И тоа е тоа. Мунис, прва замена. Капитен, Салах. Заменик капитен, Сака. Save your team. Го имам Салах и очекувам поише бодови. Една работа сакам да ви ја кажам, знам дека повеќето од вас, односно некои 70% можеби од дечки што се во лигата, од играчите во лигата, го имаат Одегард во тимот. Дечки, вадете го, дожива тешка повреда за време на преварот на Норвешка на репрезентацијата и нема да настапи на овој надпревар, а веројатно ќе биде одсутен полого време. Така да, вадете го тимот, земете го кого било, битно е Одегард да го немате во екипата. И тоа е тоа. Тоа е тоа од фантази. Следете ни на социјалните мрежи, на Инстаграм и на Фејсбук, каде што ќе ви информираме постојано за сите новитети поврзани со лигата, за наградите и така натаму. А сега одиме да видиме што не чека овој викенд од фудбалски аспект. Во премиер лига секогаш е интересно, ама во сабота нема баш ништо. Фаворитите треба да тепаат Саутемптон, Манчестер Юнајтед, потоа Ливерпул, Нотингем Форест и Манчестер Сити, Брентфорд. Мада нема да им биде лесно на Сити. И недела, прво дерби, лондонско дерби, Тотенхем, Арсенал. И доаѓаме повторно до оној голем проблем за Арсенал, кој што го спомнав додека зборев и за фантази премиер лига, Одегард, повредата на Одегард. Како ќе изгледа Арсенал без неговот имот? Што ќе измисли Артета без него, не знам. Можеби ќе игра Мартинели, можеби ќе игра Жоржиньо, Зинченко, Мерино. Појма немам, ќе видиме. Можеби затоа коефициентот за победа на Арсенал расте, а за Тотенхем паѓа.
Спарс има доволно време да се опорават и да се вратат после оној пораз во минатото коло од Њукасл. Ама втор пораз поред, во второ дерби поред, ќе биде лошо за нив. Една работа знам, ќе паѓаат голови на лондонското дерби. Пазете ги нивните меѓусебни дуели до сега. Значи идеме 2-3, 2-2, 0-2, 3-1, 3-0, 3-1. Значи, гол. Ај малку во Шпанија. Джирона, Барселона. Дали Миовски ќе добие шанса на овој надпревар? Дали ќе стартува од првата минута или ќе стартува од клупата? Ама мислам дека ќе добие шанса. Даде гол со Арменија, доби ветар во грб, доби честитка од Джирона и може да очекуваме подобри игри од него. Време е за прв тим, а? Вак, минатата сезона на двата меѓусебни дуели резултатот беше ист, 4-2. Ама не за Барса, за Джирона. Сезонава тешко. Барса гази максимални 4 победи и 12 бодови. Гол разлика 13-3. Се е кажано веќе. Единствената предност за Джирона ќе биде усвари домашниот терен, ако воопшто тоа биде некаква предност за нив. Освен тоа, Джирона за прв пат следнава недела ќе игра во Лигата на шампиони. Патува во Париз, кај Парис Сен-Жермен. Така да, тежок распоред. Барса ќе тепа. Не, ај нека биде 2-1 и Миовски да даде гол. Дечки, доста е за ова видео. Следете не, повторно ја кажам, на социјалните мрежи, на Instagram и на Facebook, ставите лайк, ставите subscribe на YouTube каналот BMG Network и бидете во тек. Се гледаме со следно видео веќе во понеделник или најкасно вторник. Лига на шампиони почнува. А до тогаш